што туку заврши првиот состанок на фазата на помирување кој што беше побаран на страна на владата со Сојузот на синдикатите по најавата за генералниот штрајк кој што би требало да се одржи утре. Според законот, помирувањето е законска одредба. Ние побаравме временски период за да продолжат преговорите во тоа што го имавме започнато за договарање на општиот колективен договор. Сметаме дека додека трае фазата на помирување, штрајкот не би требало да се одржи, но секако тоа е демократско право на секоја страна да одлучи дали ќе прифати да има помирување и дали би требало да се одложи штрајкот. Ние ќе го испочитуваме демократското право и демократската одлука на Сојузот на синдикати ако они продолжат со нивната намера за организирање на генерален штрајк, а ние остануваме со волјата да најдеме решение, но да најдеме системско решение кое што е одржливо решение за сите страни, а не наоѓање на адхок решение кои што може би навидум само да го решат проблемот, но проблемот веројатно ќе се повтори истата состојба веќе наредната година. А зашто побаравте толку денеска да почне тој процес на помирување, бидејќи секако синдикатот објавил штрајкот уште пред 20 дена? Ние имаме побарано скоро пред 10 дена. Одлуката за одборот на помирувачи од страна на владата е донесена пред една недела, пред 7 дена. Беше информирано помирувачот кој што е одреден. Веќе одлуката на помирувачот е кога двете страни ќе ги свика. Може би, не знам зошто не беше претходно направен состанокот, но едноставно се утврди овој термин како прифатлив за сите страни. Секако можеше да се направи веќе од средината минатата недела. Ние го имавме одборот на помирувачи од наша страна како влада. Какво е расположението само? Во која насока би било тоа системско решение? Значи, ние зборуваме и се остануваме на фактот дека треба да се примени усогласувањето на платите со минималната плата, треба да се дефинира, но тоа треба да се следи и со методологија за раст на плати, за да не се враќаме на истата дискусија како што ја имаме сега. Веројатно и назад 30 години е истата дискусија на секој движење на минимална плата, дали имало или немало усогласување со платите во јавниот сектор. Второ, ние зборуваме за методологијата за плати, зборуваме за реформи во јавниот сектор, затоа што остануваме конзистентни дека треба да има зголемена ефикасност и продуктивност на работните места и во јавниот сектор, како што тоа го бараме во приватниот сектор. Тоа се теми кои што ги дискутираме, да не забораваме и за К15 кој што е дел од преговорите, за кој што ние веќе имаме предлог конкретен. Значи, но тоа не може да се направи само со едностранен акт и само со ставање на општиот колективен договор без земање во предвид на законските одредби кои што треба да го спроведат сето тоа. И овде е да кажеме различното гледање на работите. Но сметам дека точките на преговори се вообичаени во преговори, дека само ни треба уште малку време. Со владините представници не вродија со плод. Сојуз на синдикати на Македонија утре излага дефинитивно на штрајк, каде што ќе го изрази незадоволството по основ на недоговореното денеска, тоа е покачување линеарно за сите по 2806 денари и утврдување на регрес во јавниот сектор од 30 до 100% од просечната плата. Разочаран сум од преговорите кои денеска се водеа во последен момент. Очигледно беа само купување на време и ништо друго. Не понудија ништо освен правење на одредени комисии каде што ќе се согласи методологијата, убедувајќи ни дека административниот службеник и давателите на јавни услуги се непродуктивни работници, што не е така. Тие се сервис на граѓаните и ние од нив користиме услуги и достоинствено си работат работата. И сметаме дека дојде времето, нашето незадоволство да го искажеме на улица, како Сојуз на синдикати на Македонија. Утре ќе излеземе, ќе наредиме 120 столчиња пред Собранието на Република Македонија, каде што ќе бареме од пратениците да го прифатат нашиот амандман за линеарно зголемување на платите за 2806 денара, како во јавниот, така и во приватниот сектор. И на тој начин ќе го патим апел, доколку тоа не се случи, дека и они утре може да бидат дел
како нас работниците кои ќе стојат надвор пред собранието, бидејќи е работникот оној што гласа и во наредните избори ќе биде клучната алка за која партија ќе биде на власт. Договоривте нова средба со оглед на фактот што кога е почна помирувачкиот процес не сте имали одржано ниту еден состанок. Па сега некако овој се случи во 5 до 12. Првен јавно барам од помирувачот кој е дел од Министерството за труд и социјална политика, убаво да си го прочита Законот за мирно решавање на спорови и членовите во тој закон и да не може да не убедува дека 20 дена трае помирувањето и не треба да штрajкуваме. Не, во членот 18 од Законот за мирно решавање на спорови, штрајкот се спрешува само 10 дена, а преговорите траат 20 дена. Што значи дека треба да имаме спремен преговарач кој ќе ги брани реално страната која во процесот е оштетена, тоа сме ние. Значи све слушаме денеска, само во делот за покачувањето на платите нема одговор. Ние им понудивме уште една средба во текот на денот да се консолидира, да се направи уште еднашка математиката, бидејќи ние она што го поднесоме во собранието како амандман за линија до зголемување, вели дека се потребни во бруто износ само 30 милиона евра за да ги офатиме сите вработени во јавниот сектор да можат да го добијат тоа линија до зголемување 2806 денара и не видов вчера проблем дека тоа на вистина е врши некои си финансиски импликации од страна на предложениот буџет. Барем за оние пратеници кои не поддржаа вчера на комисијата за финансии и буџет. Како коментирате тоа што не гласа од владачките? Ние јавно го кажавме, ние сме работничка организација која е аполитична и ќе ги кажуваме по име и презиме сите оние што работат против работникот, независно дали се од власта, опозицијата и така натаму. За нас е најбитен работникот, бидејќи ние нашите фамилии ги раниме од чланарината која уплаќаат работниците кои застапуваме ние и доследно ќе се вршиме должноста, а тоа е да ги браниме и застапуваме работниците баш во делот кога сте најпотребни, а тоа е екзистенцијата преку делот за покачување на платите што го бараме во моментот. Добро, како ќе изгледа утрешниот ден? Започнувате со протест, рековте пред владата, а администрацијата нема да работи за чисто да ги информираме граѓаните. Бидејќи ние сме организатори на штрајкот, а штрајкот значи прекин на работниот процес за време на работното време, на своето работно место, бидејќи ние на Сојуз на синдикати на Македонија не може да штрајкуваме во тие одделни институции, ние нашето незадоволство како предводници на овој штрајк ќе го изразиме пред собранието на Република Македонија во денот среда, во четврток тоа ќе го пренасочиме кон владата, а доколку и тогаш не се реши проблемот, ќе идеме пред Министерството за финансии, каде што ќе побараме уште еднаш од министерот Бесими да се преиспита во ребалансот на буџетот и да не стави како ставка за покачување на плати. Доколку и тоа не се случи, знаете што значи штрајк и кои се последиците, очигледно ќе си бараме оставка од некои министри и тоа е наше легитимно право и да размислат на вистина овие 3 дена што прават и дека работникот е клучната алка на општество и се темели све врз грбот на работникот, посебно економијата.